Змијата, момчето од богатио, штркот и сиромајио со 7 рани. На лош човек кој ќе му направи добро, на ѓаволот ќе му запали кандило. Чита Александар Станојков. Умирајќи еден богат човек, го викнал сина си при себе и го натерал да му стори метање и да му бакни рака, да му дајат проштење. Кога чул тој збор син му од богатио, од татка си, се расплакал и му сторил метанија, убакнал рака, а пак богатио го ватил за рака и си го прегрнал, та си го бакнал в чело. Слушај, мило чедо мое, му рекол татко му на сино. Еве јас умирам и на местото мое те оставам да бидиш добар домаќин и чесен син, како мене да ме гледаат синко, кога ќе те гледаат тебе. Секој да вели, Бог да го прости татко му на ова момче, што арен татко имаше, еве и синот на татка си излезе. При сичко друго што ти нарачувам. Најмногу ти нарачувам да се пазиш од лоши луѓе, како што сум се чувал и јас. С краја да бегаш од лош човек, синко. И добро ако ти прави, ти да бегаш од него. Ни доброто да му го сакаш, ни па злото. А ако го знаеш некој човек кој ти е лош и те вати нешто да ти сака, сечи пола и бегај, верда куртул, што рекле турците. Никакво зло да не му правиш, синко, на лош човек, ами и никакво добро да не му правиш. Чунти лошиот човек е исти ѓавол од змија и 1000 пати полош, синко. Подобро на змија да правиш добро и на секој лив други, од што на лош човек да му правиш добрина. Сичко што ти кажав јас тебе, синко, е верно. Чунти 80 години сум и сум се обишол и сум се уверил ти на лош човек добро да направиш, големо зло ќе ти врати. На змија добрина ако направиш, уверен да бидиш, синко, оти добрина ќе ти направит, а лошиот човек зло за добро ќе ти врати. И на секој лив што ќе му направиш добрина, да си уверен, синко, оти добрина ќе наиш. Тоа ми е моето нарачување последно, синко, и проштаje ми, оти јас ќе умирам. Штом беше и дорекол тие зборови богатио на сина си и си починал. Бидејќи умен бил син му и милослив на татка си, сите зборови што му и рекол на последниот час и клал во умот. По неколку месеци зел пушката нарамо син му од богатио и отишол на лов. Чунти бил многу мераклија на ловење. Шетајќи низ планината, видел на едно место една змија кај туку се преврлала и се виткала од болештини, што била ранета преку полоина. На раната згора, беа ја се закачиле едно чудо мрави и муи. Жива ќе ја изеделе, жива, дека не можела да се добрани од нив. Едно ја видел син му од богатио, оти се мачела така змијата, се сетил за насието од татка си што му го оставил и се приближил до неа да ја поможите некако. Ти се молам, бре, момче, му рекла змијата. Ако имаш срце милостливо, поможи ми, брате, и земи ме одовде и однеси ме во некоја дупка да ме клаиш, али вземи закопај ме за да ме куртулиш од овие проклети мрави и муи што сакаат уште живо да ме изеат. Кога и чуло тие збори момчето од змијата, на часот го извоил склопецот од чантата и ја зел од земјата, ја клал во склопецот и ја рекол: нема да те клавам во дупка, мори змијо, нити па вземи да те закопувам, ами ќе те носам в град при некој ејчим да те излекува, чунти голем насиет имам од татка да правам добриње на ливоите. Ако ми сториш таква добрина ти на мене, момче, му рекла змијата, ќе видиш што добрина ќе видиш од мене ако останам жива. Море што да му чинам на татко и насиет, си рекло само со себе момчето.
Оти од змија добрина знам јас каква е, да го клукнеш за 5 човека и да си умрете. Ја зел в торба и ја однесол в град, право кај некој прв етим што бил. Колку ми сакаш етимбаши, му рекло момчето, да ја излекуваш оваа змија. Кола и ќе си ујдисаме бре момче, му рекол етимо. За пазаро туку што ајр ќе видиш ако ја излекуваш една проклета змија. Ами лели таа добрина што ќе ја чиниш на змија, сторија на некој човек сиромав и да ти речи Бог да прости 1000 пати. Ами змијата што ќе излекуваш, зло ќе сториш, а не добро. Ај, вар ѓеч, не прај добрина на змија, ами столчија главата и сврлија на некој трн, за да не настапи некој човек некоја коска и се отрува. Твоја работа тоа не е етимбаши, му рекло момчето. Ти али можеш да ја излекуваш, али не можеш. Да јас арно правам, али лошо, моje знаење е тоа. Мош не арно, му рекол етимо. Ќе ти излекувам и ќе ти земам 1000 грошеи. 1000 ќе ти дадам, му рекол син му на богатиот. Ами за колку дни ќе излекуваш да дојдам да си ја земам? До 15 дни дојди и земи си ја, му рекол етимо. Од кога ги врзаа збороите момчето и етимо, му ја оставило змијата да ја лекува и си ошло дома. Ја лекувал етимо змијата и излекувал саде за ќефи ја клал во едно шише големо да плива во вода како некоја мренка риба. На 15 дни дошол син му од богатиот кај етимо и ја видел змијата кај си пливала во водата како некоја риба, здрава и читава. Многу му се сторил ќеот на момчето дека оздравела змијата и му ја исполнил заповеста од татка си. Изваил парите, што му и дал зборој, му е броел на етимо и си ја зел змијата та си однесол дома да му преноќава една ноќ дома, да после да ја однеси на местото кај што ја нашол, таму да ја остави чунти, така му било нарачано од татка му. Ја имал една ноќ при себе змијата, ја гоштеал како гостинка и утрото ја однесол на местото кај што ја нашол, да ја оставил на земи. Збогум, змијо, ја рекол и си тргнал за дома. Со здравие, момче, со здравие и да си уверено ти ќе ти сторам едно добро јас. 1000 пати поголемо за големото добро ти што ми го стори мене. По некој месец си зело пушката момчето и си ошло на ловка и некој блатиште да отепа некоја дива пајка, чунти многу и љубил дивите пајки. Врлил со пушката на една пајка и ја отепал. Кога пукнала пушката, се уплашил еден болен штрк од пукнувањето на пушката и летнал ѓоа да бега, арно ама пусти крилје убиени, нозе искршени, накачени на нозете пијајци. Сиот раскапан бил сиромајиот штрк, Боже, чувај брани, загрео и бил завалијат. Летувајќи на неколку чекори и паднал на земи, со крилјата сторил на земи. Оф, јас сиромав, си рекол штркот. Од што бев отепан до немајкаде, еве ти паднав и се откостив. Кога чул тие зборови син му од богатиот штркот, веднаш му дошол на сиетото таси на ум и го пожелел, та го ватил штркот и почнал да му дава гајрет и да му вели вака. Немој се бре штрку, јас ќе ти поможам и ќе те оздравам. Оф, бре мило моје момче, ако ми сториш таа добрина, му рекол штркот, ти мене не ти треба црква и манастир да направиш, и дури ќе бидам жив, ката еден ден по еден бакшиш ќе ти донесувам. Бакшиш од штрк? Ја некоја змија ти не ми донесиш, ја некоја жаба, си рекол сам со себе, и го зел штркот, а го очистил од пијајците што беа го опојале и го однесол кај етимо. Етимбаши, му рекло, ќе можеш и го оздравиш, али не ќе можеш? Море, јас змијата ти ја оздравев, бре момче, му рекол етимо. Да штрков не ќе можам? Хич бидува тоа, туку јас не можам да се начудам на тебе дека арџиш толкова пари да лекуваш лишти. Ами, лели тие пари што ја арџиш за лишти, арџиш за луѓе сиромаси како што ти реков и понапре, кога ја донесе змијата.
за да ти речат 1000 пати, Бог да ти прости татка ти и мајка ти и да му се миросаат костите. Ечимбаш и таа работа твоја не ет. И понапред ти кажав јас, оти арџам пари да лекувам секакви лишти и не лекувам луѓе. Ти, али можеш да го излекуваш Штрков? И сакај си ако ти платам и да ти надплатувам. Леле, така, му рекол Ечимо, и за Штркот ќе ти земам 1000 гроши за да ти го излекувам. 1000 ќе ти дам, му рекол. И кажи ми, кога да дојдем за да си го земам? Ќе дојдиш, момче, му рекол Ечимо, по 3 недели време да си го земиш. Од кога се погодија на пазаро, си ошло момчето дома и започнал Ечимо да го лекува Штркот. На 3 недели ошол син му од богатиот кај Ечимо, за да го земи Штрко и едно влегол во дворот, го видел Штркот здрав кај што туку си подлетнувал весел и радосен. Влегол при Ечимо и му благодарил дека му го оздрави Штркот. Изваи парите од што му беше зборо, та му платил и си го зел Штркот, та си го однесол дома да му биде гостин една вечер и една ноќ да му преноќава. Утрото го однесол кај што го нашол и го оставил. Доброто твое, момче, му рекол Штркот, нема да ти го заборавам ни во веќе. Море, гледај си работа, бре Штрко, му рекло момчето. Ја не ти го направив доброто, за и ти мене добрина да ми правиш? Добрината твоја е, ја змија да ми донесиш бакшиш, си рекло само со себе, без да чуеш Штркот. Ја жаба, туку, што да му чинам на татка што ми остави овој насиет, да бакшишите ваши од змијата, Господ нека ви јарите се на сув камен. Од кога си рекол тие збори и момчето и Штркот, си ошло момчето дома и Штркот по пасење. Утрото рано беше станало момчето да оди на лов, чунти големе рак имало да лови лов. Кога гледат змијата кај излегува од една одеја, си влегува под скала. Благодари се, момче, му рекла змијата, на тој бакшиш што ти го остави во адајата на Миндеро и уште многу ќе ти донесам. Кога чуло тие збори момчето од змијата, влегло во адајата и кога видело што да види, еден камен бесценец светел како сонце. Си го зело и многу се израдувало. Едно излегло од одајата надвор и еве му го Штрко му кондисал на чардак и му донесол една дива пајка заклана како бакшиш. Чунти знаеше Штркотот и момчето многу и милувало дивите бајки. Благодари ми, момче, му рекол Штркот на момчето. На овој бакшиш што ти го донесов и ќе печалам секи ден да ти носам ако милуваш пајки и друзи лишти. Многу ти благодарам, Штрко, му рекло, туку немојте да се трудите и да се мачите. До смрт ќе се трудам, момче, за добро тебе да ти направам, чунки ти ме куртулиса од смрт. Кога виде момчето добрињето од змијата и од Штркот, на големо чудо станало и тога и го наспомнало татко си, за добар насиет му дал да прави добриње на ливоите. Одејќи еден ден на лов, видел еден сиромав човек паднат во еден батак ранет од некоја рамија со 7 рани на снагата. Викал, плачел, небото го цепело од викотниците на болештината што имало од раните. Му се нажалило на момчето и дошло до него да го види. Едно го видел човекот момчето и почнал да му се моли да го извадите од калата. Сторил ние да го извадит, арно ама си намислил на сиетот од татка си што му го оставил, за да не прави добрина на човек. Туку седит и се мислит како да правит. Дали да ја преступи за повеста од татка си, али не. Од големата пискотница на ранетиот човек му се нажалило и влегол во батакот, а го изваил надвор и го оставил и тргнал да си оди по лов.
Spiskal siromajo. Amam bre, momče, mu rekol, ne ostavaj me ovde da me izjedat volcite, lisiti i orlite. Zemi me i odnesi me v grad, da belkim će se najdi nekoj čovjek od Boga, da se smili i da me daj na nekoj ećim da mi izlekува moj vesedum rani. Vaka mu se molila i krve i solzi ronil čovjeko. Odšto mu se nažalilo srcето на момчето пискотниците наранетио, заборајало за повеста од татка си и го кренало нарамо, та го однесол в град право кај еќимо. Кој што види и разброти син му од богатиот сторил толку големо добро на еден сиромав ранец со 7 рани од арамиите и да го носи на рамо, да се извалка од калта сиот како никој нигде, се зачудили и го пофалиле за толку големо добро што направил. А пак еќимо толку се израдувал што одмерата надвор. Ха, ете сега момче си се сетил да направиш добрина, му рекол еќимо, што кој ќе чуе и кој ќе види да те заблазне оти на човек добрина ќе направиш, а не на змија или на штрк. Не се еќимбаши, како правам, јас правам, тоа е моje знаење, му рекол син му од богатио. Сега лекуј го човекот ти и колку ти чини, ќе ти платам и ќе ти надплатам и кажи ми кога да дојдам и да го земам и да ти платам. По еден месец да дојдиш, момче, му рекол еќимот, да си го земиш оздраен. Си ошло момчето и еќимо го залекувал, та го излекувал таман на месецо. Кога дошло момчето, здрав го нашол и си го зел дома да преноќева и да му биде гостин една вечер спроти како што му нарачал татко му. Сопрво го променил човекот со еден кат уба и алиште и го однесол дома, та го клал во големата одеја и изваил, та му дал 100 алтани за да му се најдат. За серимија да си клаит и Бог да прости да речет. Јал, пил вечерта човекот, дури му било доста. Утрото рано станал човекот од одаја да излезит по надвор и еве тија змијата кај носи во уста еден бесценет камен. Туку од кај што била мугра, светнал како некое сонце камено. Се зачудил човекот и дури се уплашил. Се засолнил до еден дирек да види што е и што не е. И змијата му влегла во одајата, та му го оставила бесценетиот камен на миндеро и си отишла. Кога надзрал човекот од пенџере, се зачудил на светлината од камено. Се рашетал малку низ двор и туку еве ти го штрко долетал на чардак и остил еден зајак кршјак. Си влегол во одајата човекот кај што му беше легалото и постоал уште малку, дури се разденило и го испратило момчето до местото кај што го нашло ранет, во батако. Сега, пријателе, еве јас те донесов до овде спроти заповеста од татка ми, што ми ја остави кога умираше, да правам добриње на ливоите и од кај што ќе изеам, пак таму да ја оставам. При сичко што татко ми Бог да ми го прости, ми остави насиет на човек лош добро да не правам, арно, што знам јас кој човек е арен и кој е лош, да на лош човек добро да не правам. Не се луѓето цвеќе за да им мирисам. При се тоа јас се смилив на вашите 7 рани и ве избавив и овде ве донесов според насието од татка ми. Сега, еве ти 2 пата, пријателе мој, кај те е ќеот, таму ој си и добро видение, амин. Благодарам ти, момче, му рекол човеко, на доброто што ми го стори, да ако сум вреден, може да ти направам и јас некое добро. Се ватиле рака за рака и се здравувале, за најпосле се одделиле. Момчето тргнало на лов да се шета, а човекот за вград пак назад да си оди. Може некое добро да му направам на ова момче, си велел сам со себе човекот. Ама кај што се вели можи, се вели и не може. Да, ако не му сторам добро, како да ќе му сторам некое зло, ја? Чекај да се научам јас кому му се крадат тие бесценети камења што му и носи змијата, да после ќе му сторам едно големо добро, како што му сторив на татка ми кога го турнов од мостов река и го удаив.
Со таква лоша мисла човекот си отишол в град и првата работа му било да го бара местото од кај го зела змијата камено. Оди помејани, покавеани за као како да се научи кому му се украле безценетите камења. Бидејќи едно утро во првото каве бил човекот кај што одели царски луѓе и чул што се чинеле лакарди едни со други. Што ќе се чини, албре, братко, му рекол едниот на друзите, ако не и најди царо безценетите камења што му се украдо од азното? Сите ме страв да не избеси чунки си оповикај по нас. Вистина, братко, ќе патиме, му рекле друзите, ако не се најдат. Едно и чул човекот тие зборови и на часот станал од каве и бирбаш му отишол кај царот да му кажи кој му е украл безценетите камења, без да се помисли тој од смрт го куртулисало момчето. Посакал изим да влези при царо и му кажал кај се камењето. Честити царе, му рекол, чувоти ти загинале безценети камења. Камењето ти се, честити царе, уфилјан богато момче. Ако сакаш да и најдиш, појди, бастисај го, и ако не му и најдиш, главата мене да ми ја сечиш. Кога чу царот тој збор од човекот, на часо пратил војска и сардисал куќите од момчето и му бастисало в куќи. Барале тамо, барале ваму и му и нашле во ковчезите камењето. На часо беа му и врзале рацете наопаку и го однесле кај Садријазмо да го судат. Арно, ама царо кога се научил од него биле камењето, заповедал на Садријазмо, без да го пресуди, да го обесат. Едно зел Садријазмо тој аберо царо и заповедал на Астеро да го однесат на вешало од град надвор. Штом го повеле момчето за навешало и дал вик на Садријазмо да го извои пред царот, ќе му кажал еден збор што му го оставил татко му кога умирал, и тој збор чинел поеќе од безценет камен. Слушајќи тоа нешто Садријазмо, заповедал да го однесат пред царо. Едно беа го однесле пред царо, му се поклонило и плачејќи му рекло: честити царе, зошто први не ме пресуди и после да ми обесиш, ако имам некоја грешка дека се најдоа твоите камења у мене? Ај, кажи да видиме како ми украде камењето, му рекол царо. Бре, момче, да те пресудам и после да те обесам. Ете сега, чести цареле, ли ми даде изим да си кажам како се дојде ни камењето у мене, му рекло момчето, ич не ми е жал. Од тука ќе ме пресудиш, оти ќе ме обесат. Слушаме сега, честити царе, како ми се најдоа камењето твој у мене. Пред неколку години, кога ќе умираше татко ми, ме викна при себе и ме даде еден насјет со голема клетва. На секоја лишка што е на веков да му правам голема добрина. А на лош човек никаква добрина да не му правам, за да не ме најди некоја лошотија. Од кога умре татко, јас излегов на лов еден ден, чунки су многу мераклија. Шетајќи за лов, видов една змија, ранета преку полојна и ја зедов, да ја однесов на еќи ми ја излекував. Од кога се излекува змијата, ја зедов една вечер на гости да преноќева. Другиот ден ја однесов на местото од кај што ја зедов, та ја оставив таму, според насиетот од татка. Змијата многу ми благодари и ми се такса, честити царе, да ми го врати тоа добро, или да пати поеќе од тоа што му го сторив јас несе. И на вистина така излезе. Като утро почна да ми носи по еден безценет камен. А ако не ми веруваш, честити царе, ела вечер ти сам у мене и утре рано да видиш ти со очи кога ќе ми донеси змијата камен. По неколку дни пак отидов на лов и тога и видов еден болен штрк во шумакот и него го зедов и го излекував. За доброто што му го направив на штркот, честити царе, ми носи ката утро кога пајка, кога зајак, кога друго нешто. И за ова, ако не веруваш, честити царе, ела и сам да видиш. По некое време, пак излегов на лов и најдов еден човек рането да рами и со 7 рани на него фрлен во еден батак. Се прибрав близу до него и кога ме виде човекот списка до Господа и се расплака.
Со голем плач честити царе ми се молеше да му поможам и да го изваам од калата. Тога им текна за насието од татка, што ми нарача на лош човек да не правам добро. При сиот насието од татка не пресапив за добро да му сторам на човекот, чунки не го знаев али е лош, али е арен. Хајде на име Боже си реков, ќе го изваам од калата овој сиромав и ќе го излекувам. Да, као, сака нека биди. Влегов во батакот до колена и го извадив надвор. Сиромајо, кога видео ти го оставив наземи, списка како некоја лута змија за да го носам в град. Видов, не видов честити царе, го кренав нарамо и го однесов в град при Етимо да го лекувам. Го пазарив Етимо и го излекував, да го однесов една вечер дома на гости и утрото го оставив на местото кај што го најдов спроти насието од татка и му дадов 100 алтани за да се завати со некоја работа. И тој човек треба да е честити царе што ти кажа за безценетите камења, чунки може да ја видел змијата негде, кога го носела змијата камено у мене. За сето ова што ти кажувам, честити царе, сакам да го испиташ од аз до ижица и ако излези заисто, светец ќе го наречам татко ми што ми даде таков насиет, да правам добриње на ливоите и да не правам добриње на лошите луѓе, оти ќе ми вратат големо зло за доброто што ќе му го направам. Кога и чул царот тие збори од момчето, на големо чудо беше станал и на часот го зел со себе, таму отишол вечерта на гости да види сам со очи змијата и штркот. За вистина утрото, идејќи змијата со камено в уста, ја видел и се зачудил. По змијата дошол и штркот со дива пајка. Од кога се уверил царот на тоа чудо неисказано, го прегрнал момчето и го целивал 3 пати и го зел за рака, да си го однесол дома и го сторил домазет за милата ќерка што ја имал. Собрал целиот мезлич и го извел Сиромајо што го оздраве момчето од 7 рани да го испита. Сопрво Сиромајо не сакал право да кажи, ама после си кажал сето од крај до крај. Како била Рамија, како тепал луѓе и пленувал, како го удриле некои луѓе на пато и го раниле, како го избавило момчето од батако и како го однесло на Рамов град и како го клал на Етим и го оздравел, како го однесол вечерта дома и го гоштеал, утрото како го однесол на истото место и му дал 100 алтани да си работи и како му рекол, а пак тој како си помислил во себе да му стори. И најпосле чул во кавето од царски луѓе за безценетите камења оти му закинале на царо и од што лошо и проклето срце имал, отишол при царо и го предал. Од која и изустил Сиромајо тие зборови, на часот царо заповедал да го обесат Сиромајо на местото кај што ќе го обесе момчето. При се што се вистински насиетите од старите, пак нема да загини тој што прави добрина и на лошите луѓе. Чунки правината се танчи и не се кини.